Дневник на К3, добро вечер. Сојузот на борци од Куманово одбележа 72 години од Пелинската битка. Во присуство на поголем број граѓани беше положено свежо цвеќе и беше одржан пригоден говор во чест на херојскиот чин на паднатите борци. Представниците на Сојуз на борци од Куманово во село Пелинце одбележаа 72 години од Пелинската битка со пригоден говор и со положување на цвеќе. Беа присутни градоначалникот Дамјановски, други представници од локалната самоуправа, представници од армијата на Република Македонија и директорката на градинката Ангел Шајче. Тие со едноминутен молко дадоа почит на загинатите борци. Ова борба која што е водена овдека во ова село Пелинце има широк одјек меѓу населението, а воедно и понатаму на овој простор овде на Козјачијата во општо бугарскиот окупатор повеќе нема пристап. Бидејќи е ова слободна територија, тука пристигнува военото и партиско раководство на Македонија, со тоа што се создадени условите за формирање и тука на 26 февруари во селото Жегляне е формирана третата македонска ударна бригада. Она е формирана од двата кумановски баталјони, Јордан Никола Ворца и баталјонот Христијан Тодоровски Карпош, кој е формиран на 20 февруари во селото Бајловце, и од Битолско-Преспанскиот баталјон Стив Наумов. После тоа трета македонска ударна бригада развива широки активности, се пресметува на 29-ти, води борба и ги уништува четниците на Дража Михајловиќ во селото Сејаце, и после тоа добива други задачи, каде што оди на подрачјето на Велес. Зборувам за трета македонска ударна бригада. Овдека после тоа се создаваат услови, бидејќи има нов прилив на борци, претежно млади луѓе кои што се вклучуваат, и се формира 11-та македонска бригада, која што е формирана исто тука на 1 септември 1944 година, исто тука во ова село Пелинце. Значи Пелинце е опеано и во песни и во литературата како едно од најпознато партизански база на партизаните, каде што партизаните се пречекувани, каде што се чувани и така натаму. Во оваа битка загинале хероите Ангел Шајче и Трифун Ангелевски летеќи. На одбележувањето на овој ден беше и борецот Спирко Зафировски, кој порача на помладите генерации никогаш да не ја заборават пожртвуваноста на прадедовците кои своите животи ги дале за нивната слобода. Ако оваа битка не беше патриотски висока цената со голем борбен морал кај борците, нема сме да победиме, оти бугари беа многу повеќе фашистичка војска отколку нашите партизански единици. Победа е секогаш била затоа што висок борбен морал владаше кај војниците. Друго, по победата на Пелинце, морал порасна високо на партизанските единици и приступ од градови и села беше масован. Тоа нешто ја омогучи да се формира третата македонска ударна бригада, затоа што голем број борци дојдоа и видоа дека единствена војска која се бори за ослободување на Македонија е партизани. Традиционално секоја година овој важен историски датум се одбележува со пригодна програма. Православните христијани кои се водат според јулијанскиот календар вечер ќе ја пречекаат православната нова година, која почнува утре на Василица. Многу македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние кои го носат името на Свети Васили Велики го слават својот именден.
Слично како и на Бадник, на семејната трпеза се крши погача со паричка. Се верува дека на оно што ќе му падне, годината ќе му биде среќна и берикетна. По повод православната нова година и празникот Обрезение Господово и Свети Васили Велики, утре во храмовите на Македонската православна црква ќе биде служена Света Василева литургија. Свети Васили Велики е еден од тројцата најголеми црковни учители од 4 век. Родом бил од Кападокија, завршил школа во Атина. Тој бил голем христијански филозоф, а се прославил и како епископ и заштитник на чистотата на православното учење. Свети Васили Велики се упокоил на 14 јануари во 379 година. Покрај Македонската православна црква, според јулијанскиот календар, верските празници ги слават и руската и српската црква, Ерусалимската патријаршија и дел од калуѓерите на Света Гора. За разлика од нив, по григоријанскиот календар се водат грчката, бугарската, романската, украинската и грузиската православна црква. Почитувајќи традицијата, кумановци вечерва ќе ја прослават православната стара нова година, а утре ја слават Василица со сите обичаи и верувања. Богатата трпеза е неизбежен дел од овој празник, а домаќинките и овој пат ќе ги приготвуваат традиционалните јадења. Поради совпаѓањето со празникот на Свети Васили, овој празник во народот најчесто е познат како Василица, а тоа е најповеќе асоцира на обичаите и верувањата поврзани со новата година. Домаќинките подготвуваат качамак, топеница, суво месо, грејана ракија и на Василица, како и на бадни групи деца најправен околу заедничкиот оган, а потоа одејќи по куќите низ селото или градот, пеат пригодни песни за што добиваат подароци. Низ песната се искажуваат многу убави желби и благослови за родна година. Граѓаните велат дека поблиску до себе ја чувствуваат православната стара нова година отколку новата година. Сак идемо ќе правиме качамак, проја кој што сака, разни пити спремамо, суво месце, ќурка, кој што има. Нормално. А лепче со паричка ќе правите ли? А лепче тој ромите го прават. Ја имам роми комшија, они ga тој правив. Ми не. Ја не. Наше знае се на Божи, на бад. А роми тој правив и они правиви пивтија од ќурка, пошто имам комшија роми, а ми нормално. До 12 чекамо стара нова година, после 12 спремамо. Качамак ли е, бареница ли е, проја, кој што сака. И така, некој си го слави имендан, Василица по име. Идемо, некој на некој куќна слава ги е и така. Па исто како за нова, исто, потпуно. Да. Се спрема тоа качамак, што се спрема? Качамак, да, со суво месо, се грее ракија. Па секако дека ја празнуваме. Тоа е традиција стара кумановска со качамак, во круг на фамилија и така. Тоа е голем исто така празник наш. Mi samo kad si pravime тој качамак или топеница, ми сме стари, нема што да припремамо. А кажи ми, зошто останало тоа така да се подготвува качамак или топеница? Зошто е тоа? Па тоа е традиција, вика на јутре на 14 мечка целу зиму спие и на тој ден стане. Ако е убаво време прошета, ако е лошо, она се само затреси и се па врати у дупку и тоа го вика мечки на повојница. Со качамак, со кисело млеко, со чварчиња, така, совместните работи. Се собираме сите дома, фамилијата и така прославуваме. Као и нова година исто, да кажеме. Во повеќе повесел амбиент сега мислам дека за Стара Василица него за другите празници. А зошто е тоа така, сите ја чувствуваме онака по-наша? Што знам, така православна велат дека е, нели останало тоа од нашите предци, од родители и така ние наставаме, значи да ги преминуваме овие празници и нашите деца ги учиме така да се однесуваат, па сега колку ќе може да преминуваат они натаму. Тоа до нив зависи. Али мислам дека треба традицијата наша да се сочува. Возрастните за овие прослави се подготвуваат од порано. Тие набавуваат прибор за маскирање, предмети за тропање и правење врева како звонци, клопотарци, тенеќиња, тенџериња, но и музички инструменти, гајди, кавали, тапани и слично. Очигледно е дека обичаите и верувањата поврзани со празникот Василица потекнуваат од предхристијанското време и дека нивна цел е да ги отстранат лошите демони, но и да обезбедат среќа и напредок на поединецот, како и на пошироката заедница.
Денес во Крива Паланка беа презентирани активните мерки и програми за вработување од оперативниот план на владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување за 2016 година. Се одржаа две трибини за невработените лица и за работодавачите од општината, а истите се дел од отворените денови на Агенцијата за вработување на Република Македонија. На трибините беа презентирани активните мерки и програми за вработување од оперативниот план на владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување за 2016 година. Оперативниот план за годинава содржи бројни активни мерки и програми кои нудат бројни поволности за невработените лица, кои пак можат да ги ползуваат сите активни баратели на работа, но и за работодавачите. Беа презентирани сите активни мерки, програми и услуги на пазарот на трудот кои го олеснуваат барањето или нудење работа. Од 11 јануари отворен е и оглас за мерката Грант со самовработување. Веќе оперативниот план за 2016 година почна да се реализира, отворени се повеќе јавни огласи како за невработени така лица, така и за работодавачи, каде што ги нудиме не само што веќе постоечки програми и мерки, меѓутоа годинава ќе понудиме и нови пилот програми и за невработените лица и за работодавачите. И оваа година програмите и мерките се однесуваат и на подготовка за вработување и на директни вработувања, меѓутоа и можност за започнување на собствен бизнис, каде што нудиме и грантови и кредити за започнување на собствен бизнис. Иначе веќе во понеделникот на 11 јануари се отвори јавниот оглас, јавниот повик до сите заинтересирани невработени лица кои имаат јасна бизнис идеја и сакаат да започнат собствен бизнис. Тече програмата за самовработување, каде што се нудат грантови неповратни средства во висина од 185.000 денари. Гугулевска истакна дека најпопуларната мерка која ја ползуваат невработените е грант со самовработување, додека голем е интересот и за обука кај познат работодавач и обука со субвенционирано вработување. Грантовите се атрактивни и се успешни и успешна мерката затоа што баш овозможува за сите они што сака да започнат собствен бизнис тоа да го реализираат. Меѓутоа и другите програми и мерки се исто атрактивни како за невработените лица и така и за работодавачите, бидејќи бенефитот е подеднаков и за едните и за другите. Конкретно самите обуки што ги имаме овозможува за време трајање на обуката лицата да се стекнат со потребни знаења, вештини што го бара работното место. А пак и тоа е придобивката, меѓутоа и можноста за после тоа за вработување. Од друга страна, бенефитот за работодавачот е што може да користи, за време трајање на обуката, оспособува лица баш за работното место за кое има потреба и обврска со по завршување на обуката да ги вработи лицата и при тоа да користи одредени субвенции. Младите предприемачи се задоволни од мерките кои ги нуди Агенцијата за вработување на Македонија. Велат ја разработиле својата бизнис идеја и размислуваат за надградување на истата. Да, имаме искористено грант од програмата за самовработување. Моментално сме презадоволни. Нашата работа е продажба и сервис на информатичка технологија. Моментално планираме да вработиме уште едно лице. Покрај познатите мерки за вработување, дел од новитетите во годинашниот оперативен план се пилот програмите за субвенционирање на плодоуживатели на државно земјоделско земјиште, обука на возачи со напредни категории, обуки на лица за обезбедување и други. На подрачјето на општина Крива Паланка моментно се регистрирани околу 3000 невработени лица. Отворени денови на Агенцијата за вработување на Македонија ќе се одржат и во соседната општина Ранковце во петок на 15 јануари. Јавното предпријатие Македонски шуми објави јавен повик за пројавување интерес за набавка на техничко и огревно дрво за 2016 година од јавното предпријатие. На повикот може да се пријават физички и правни лица, а повеќе податоци за условите и начинот на апликација може да се најдат на веб страната на Македонски шуми.
Граѓаните и фирмите од оваа година купуваат дрва по нови правила. Договорите за купопродажба ќе се прават по претходна апликација која што ќе треба да се поднесе во утврдени рокови, најавија од Македонски шуми. Здруженијата ќе може да аплицираат најдоцна до 15 февруари, а граѓаните до 15 март. Јавниот повик отворен е за сите и детални информации може да се добијат на веб страната на предпријатието, како и во самата подружница. Со повикот ќе се задоволат потребите на граѓаните и правните субјекти за огромно дрво, сметаат надлежните. Бидејќи лани беше гужва мал, голема разлика беше измеѓу приватните и државните шуми, државната цена. Ова година исто така цена е иста, ќе биде кај нас, а приватните не се знае колку што е како. Затоа сега пред време искачамо пред јавност да кажемо дека ми примамо барање од сите граѓани да се први пат да се плаќа на рати. Цените остануваат на исто ниво. Лани на подрачјето на Кумановско и соседните општини биле продадени 20.000 метри кубни дрва. Цените да не идев нагоре, бидејќи лани цените меѓу приватно и државни цени беше голема разлика. 3500 до 3600 приватно се продадени дрва, а кај нас државната цена беше 2371 динар, например, бука. Зато ги браниме опет ова година интересите на граѓани да не се продава дрва повише од цена што е државна. За физичките лица, пензионери и инвалиди, за социјално ранливите категории граѓани и останатите физички лица, апликацијата најдоцна треба да се поднесе до 15 март 2016 година. И оваа зима не изостанува прашањето за состојбата со загаденоста на воздухот во Куманово со оглед на фактот дека отсуството на ветер не дозволува дистрибуција на загадувачките материи, поради што тие не се диспрезираат и остануваат на местото на создавање. Кумановци се оптимисти, во споредба со Скопје велат тие дишат почист воздух. Граѓаните на Куманово не знаат како воздух дишат, но повеќето од нив сметаат дека во споредба со другите градови воздухот и не е толку загаден. Во споредба со Скопје и другите поголеми градови во земјава воздухот е чист и не се чувствува мирисот на смок или пак има негативни последици по здравјето, велат кумановци. Сепак аерозагаденоста не може да се измери бидејќи мерната станица во Куманово не функционира. Од разлика од други градови не, ама има пак нешто. Има коли, кој може вози. Ја не знам. Големи загадувачи според вас? Не е хигиена околу град. Гледам долниот пат, градскиот пат, тој бидна за никаде. Хирошима бидна. Фрлат се и се што. Нема хигиена, не чистат. Дрва што беа тие ги исекола, па сега што знам. Планирате кој нешто друго да сада, што ќе биде Господ знае. Па што знам, нема да се казуе, не знаемо. Не е загаден. А вака вие дали чувствувате зимниот период од сообраќај од дрва топлење? Не, ништо ја не чувствую и не осеќам. Не сме приметиле, фала на Богу, добро, ми tu живеме, ама добро е, загушно, не е чисто, не е толку загушно дека. Ја мислам дека е. Дека е загаден, кој се најголеми загадувачи, од што? Па мислам дека колава, се сколима, сообраќајот. Грејењето на дрва? Грејењето на дрва, става свашта во шпорети. Иде некако и загаден и не, али добро е. Кои се најголеми загадувачи во Скопје и во Куманово? Па ја мислам, најголем загадувач тие сиромашти, до дрва се грее и такој на нафту, кој како се стави. Затоплувањето на домовите во зимскиот период со дрва или јаглен не може да влијае на загаденоста на воздухот, бидејќи сето тоа е природно, сметаат граѓаните. Но затоа пак сообраќајот е најмногу одговорен за штетните честички во воздухот, чија загаденост ескалира во зимскиот период. И па нормално свугде е воздух загаден, цело држава. И сами гледате, многу возила и така да. Кои се најголеми загадувачи според вас? Па возила, фабрики, све.
Па може да се намали малку сообраќај, да се намали малку повише и така да. Во Куманово нема индустрија која би била потенцијален загадувач на воздухот, но од друга страна нема ниту зеленило за прочистување на животната средина. Снегот во североистокот за кратко ги израдува љубителите на зимскиот амбиент. Сепак оние кои се во можност периодов го користат за зимување во некои од популарните ски центри во земјава или соседството. И кумановци ќе одвојат дел од средствата од домашниот буџет и ќе заминат некаде на зимување. Меташ во туристичките агенции каде граѓаните брзаат да уплатат соодветен аранжман за зимување, но има и такви кои зимувањето годинава ќе го прескокнат. Каде ќе зимуваат кумановци сепак зависи од нивниот џеб. Не. Добро, каде ќе одморите зимето? Дома. Одиме во Шапка, Скопје, Виена и други. Што обично правите на зимување? Скиборд, да, и фриендс. На зимување најверојатно на викенд во Охрид. Во Македонија во секој случај. И годинава најбарани зимски дестинации се популарните ски центри Боровец и Бањско во соседна Бугарија, пред се поради цената на аранжманите, велат од туристичките агенции, додека аранжманите за Копаоник во соседна Србија се поскапи и полуксузни. Па кумановци стандардно летуваат и зимуваат. Најбарани дестинации оваа година сепак остануваат бугарските ски центри, за разлика од лани. Например, оваа година најбаран е Боровец, потоа Банско, нешто послаб интерес Копаоник и Златибор, пред се поради цената, нели, овие туристички центри се околу 30% поскапи од ски центрите во Бугарија. Што бараат најчесто клиентите? Најчесто хотелско сместување, значи некогаш и превоз, зависи од можноста, меѓутоа претежно правиме хотелски резервации. Освен одличните услови за зимски спортови кои ги нудат бугарските ски центри, туристите се примамени и од хотелските услови кои овозможуваат одмор и целосна релаксација. Цените за Бањско се движат од 15 до 20 евра за лице за полупансион, во зависност од категоријата на хотелот, а во овие цени се вклучени и дополнителни услуги, односно користење на базени, сауни, спа и фитнес центри и игротеки за деца. Како и да е, ретки се оние кои ќе зимуваат повеќе од 3-4 дена, со оглед на трошоците околу превоз, сместување и ски опрема. Најмногу бројни се оние кои се одлучуваат за продолжен викенд со семејството и пријателите. Топлото време за овој период од годината, кое што ја зафати Македонија, не е алармантно по земјоделските култури. Според агрометеоролозите, под ризик се можеби овошките и виновата лоза, како и да е, тоа речиси исклучено, затоа што од петок се најавува пад на температурите. Врз есенските посеви пак, промените на временските услови немаат влијание. До сега речиси немаше екстремно ниски температури, затоа и цело време од сеидбата до сега пченицата вегетира, расте. Доцна поникна во презимување влезе на време, истакнуваат агрометеоролозите. Во јужните делови на Македонија има процветани овошки, процвета и розмаринот, што не е вообичаено за овој период од годината. Ако се задржат повисоките температури, можно е да процветаат и другите култури. Вакви температурни услови во јануари се регистрирани и за други години, како и да е, бидејќи траат недоволно долго, не можат да предизвикаат какви било драстични влијанија. Од петок се очекува намалување за температурите. Управата за хидрометеоролошки работи во Пелагонија измери 18 степени, каде во овој период од годината се вообичаени минус 18, што е разлика од 36 степени Целзиусови. Со досегашната владина подршка преку проектот 50-50 во Македонија се набавени 10.000 парчиња земјоделска механизација, од кои 2.000 трактори и 8.000 други видови машини, информираше премиерот Никола Груевски.
Со досегашната владина поддршка преку проектот 50-50 во Македонија набавени се 10.000 парчиња земјоделска механизација, од кои 2.000 трактори и 8.000 други видови машини, информираше премиерот Никола Груевски. Во земјоделските задруги, како што изјави Груевски, по потпишувањето на договорот за рестартирање на порцеланка во Велес, тој принцип беше 90-10, зашто владата сакаше да даде голема поддршка за формирањето на земјоделските задруги. Таму 90% инвестираше државата, а други 10% земјоделците. Според него се работи за голема инвестиција од околу 15 милиони евра. Видовме дека тоа многу им помогна на земјоделците и дека тие се задоволни, а другите што го немаат направено тоа видоа дека е остварливо и дека тоа што се ветуваше се реализира. Охрабрени многу од нив се подготвуваат да го сторат истото, подлече Груевски одговарајќи на новинарски прашања. Оваа година најави ќе продолжи мерката 50-50 како и она за другите 90-10 и на поголем број други земјоделци ќе им овозможи по исклучително поволни услови, каде државата практично субвенционира најмалку половина од набавката, да купат нови опреми од земјоделската механизација. Турската полиција спроведе антитерористичка операција во 5 градови во земјата и приведе 59 лица. Обединетите нации соопштија дека се неопходни 7,73 милијарди долари за помош на 22,5 милиони луѓе погодени од судирите во Сирија. 2 брода на американската морнарица кои беа заловени во Персискиот залив се задржани од страна на Иран. Ова се вестите од светот. Турската полиција спроведе антитерористичка операција во 5 градови во земјата и приведе 59 лица. Ваквата акција следува по вчерашниот напад во која загинаа десетина лица. Меѓу апсените има голем број турски државјани кои се товарат за терористички активност. Според полицијата, приведените имале задача да ги откријат слабите точки на поголем број државни институции, кои потоа би биле цел на терористички напади. Сите приведени се осомничени за поврзаност со џихадистичка група Исламска држава. Обединетите нации соопштија дека се неопходни 7,73 милијарди долари за помош на 22,5 милиони луѓе погодени од судирите во Сирија, кои се водат веќе 6-та година. Апел за помош упатен до членката на Обединетите нации се однесува меѓу другите и на 13,5 милиони сиријци раселени во државата, како и за 4,7 милиони луѓе кои веќе ја напуштиле државата и заминале во соседни држави. Помош од донатори ќе биде побарана на Меѓународната конференција за сиријска криза во Лондон на 4 февруари. 2 брода на американската морнарица кои беа во Персискиот залив се задржани од страна на Иран. Официјален Техеран соопшти дека екипажите на бродовите ќе бидат веднаш ослободени. Во контакт сме со Иран и добивме гаранции дека членовите на екипажот ќе бидат вратени, изјави потпаролот на Пентагон Питер Кук. Тој наведе дека контактот со бродовите бил изгубен во Персискиот залив меѓу Кувајт и Бахрейн. Најмалку 10 членови на американската морнарица се задржани на островот Фарси, кој е под управа на иранската револуционерна гарда. Како една од можните причини за преземање на бродовите се наведува нивното влегување во иранските води. Потпаролот на Белата куќа Џош Ернес изјави дека членовите на екипажите набрзо ќе бидат ослободени и ќе можат да продолжат со своите активности. Инцидентот уследи по проблематичните односи меѓу двете земји и подготовките во САД за воведување на уште санкции кон Иран. Женската ракометна екипа на Куманово стартуваше со подготовките за вториот дел во суперлигашката елита. Со цел што поподготвени да влезат во пролетниот дел, неколку дена екипата вредно работи во салата на основното училиште Христијан Карпош. Тренерот Јосимовски истакна дека примерна цел ќе биде освојување на 4-то место, кое ќе овозможи пласман во европските купови. Оваа генерација на Куманово со прикажаните игри во првиот дел потврди дека покрај тоа што е талентирани и играчки е веќе созреена. Во екипата играат исклучиво домашни ракометраки кои со својот потенцијал се на најдобар пат да му го донесат еден од најголемите успеси во историјата на женскиот ракомет во Куманово.
Поради тоа, тренерот Јосимовски во пресет на втората полуетапа е спокоен, но и уверен дека целта е на дофат. Започнавме на 8 јануари, сега за сега успешно се подготвуваме. Амбициите за нареднава сезона се исти, да останеме на место на кое што не води на учество на европскиве надпреварувања, така да четвртово место, вклучувајќи го и првиот Вардар, екипата на Вардар, остваруваме учество на европски ветерани, така да се надевам дека ќе успееме да го реализираме тоа. Како е планот на подготовките до стартот на првенството? Додека девојкиве се на распуск, имаме 2 тренинга дневно, потоа продолжуваме со регуларни тренинзи и повеќе надпревари како би успеале поуспешно да се подготвиме за надпреварувачкиот дел. Ќе има ли некои промени во играчкиот кадар или евентуални засилувања? Па се уште немам информации за нашава ракометарка која се уште ја очекуваме. Се надевам дека ќе биде во подобра здравствена ситуација за да може да ни се приклучи и да не засили. Инаку моментално немаме никакви потреби од засилување од надворешни страни играчи, бидејќи имаме сопствен кадар и мислам дека ќе успееме да оствариме учество, што е цел амбиција на нашиот тим. Во пролетниот дел веројатно повторно главен конкурент ќе биде екипата на Прилеп, Вардар и Металург се неприкосновени, меѓутоа веруваме дека Прилеп ќе го поминеме на крајот. Се надевам дека ќе биде така, меѓутоа не знаеме со каков тим располагаат, дали ќе бидат засилени, што им се амбициите, затоа ние остануваме да се припремаме најдобро што можеме и да успееме да одиграме најдобро што можеме, се надевам со победа и да останеме на четврто место каде што продолжуваме за учество со што остваруваме учество на европски ветерани. И кога сме кај европските терени, како што рековте, голема сатисфакција ќе биде не само за клубот, туку и за градот излез во Европа, меѓутоа ќе треба и многу поголема поддршка понатаму. Токму така, се надевам на поголема поддршка. Веќе ако оствариме учество, се надевам и на дополнителни финансиски средства, дополнителни појачувања, така да за тоа ќе зборуваме на крајот на сезонова. Се надевам дека ќе успееме да го реализираме и успешно да се представиме на европски ветерани. Алфа и омега во играта на Куманово, младата Алесандра Боризовска е убедена дека пласманот во Европа е реален домет на екипата на Куманово. Па да, веќе една недела како се подготвуваме, како почнавме со тренинзите, напорно тренираме и со оглед на тоа се надевам дека ќе го задржиме третото место на табелата и за повисок резултат. Кој ќе биде главниот конкурент за тоа трето место? Вашиот тренер рече дека единствено со Прилеп ќе имате рамноправна битка, ако може така се каже. Па да, единствено Прилеп ќе ни биде главниот конкурент, ќе ни прави малку проблеми, но се надевам дека со овие напорни тренинзи ќе успееме да го совладаме тоа. Во вториот дел ќе навиваме за ракометарките на Куманово, а тие ветуваат дека на крајот ќе го остварат историскиот успех. К3 телевизија и во пролетниот дел ќе ги прикажува во целост сите мечеви на ракометарките на Куманово. Македонската ракометна репрезентација со директен чартер лет денеска отпатува за Полска. Избраниците на Обрван на Европското првенство во Краков ќе имат исклучително тешка задача да ги одбранат боите на националниот дрес, затоа што се во исклучително тешка група со домаќинот Полска, Србија и светскиот шампион Франција. Првиот надпревар ракометарите го играат в петок токму против селекцијата на Франција. Македонската ракометна репрезентација замина за Краков, Полска во пресрет на стартот на Европското првенство. Подготвителниот период мина одлично за нашите ракометари кои два пати одигра без победник со Словенија и два пати ја победија Црнагора, што е одлична најава за средбите, кои не очекуваат на континенталниот собир како и оправдување за позитивното расположение и оптимистичките очекувања на надпреварувањето. Селекцијата на Европскиот шампионат ќе се соочи со огромен предизвик со оглед на квалитетот на противниците. Светскиот шампион Франција, домаќинот Полска и Србија, а првиот од трите дуели кои треба да ни обезбедат место во следната фаза го играме во петок против французите со почеток од 18 часот. Репрезентативците уште вечерва ќе го одработат и првиот тренинг во Таурон арената. Најдобриот светски фудбалер Лионел Меси изјави дека сака играчката кариера да ја заврши во Барселона. Вести од меѓународен спорт.
Лионел Меси сака да ја заврши кариерата во клубот каде стекна најголемата слава. Интерес за ангажман на аргентинецот во последно време покажуваат ПСЖ и Манчестер Сити, но судејќи според неговите зборови, нема пари кои би можеле да го принудат да си оди од Nou Camp. Од секогаш сум нагласувал дека не сакам да ја напуштам Барселона и секогаш ќе го давам истиот одговор на ова прашање. Сакам да ја завршам кариерата дома, а мојата куќа е Барселона, потенцира Меси. Аргентинскиот интернационалец минатата година со каталонскиот клуб стана првак на Шпанија, Европа и светот, а пред неколку дена беше прогласен за најдобар фудбалер во 2015 година и по пети пат ја освои наградата Златна топка. Меси во младинските селекции на Барселона дојде 2011 година на 14 годишна возраст, а своето деби за првиот тим го имаше 3 години подоцна. Свонси ја прифати понудата на Њукасл од 16 милиони евра и го ослободи фудбалерот кој имаше договор до 2019 година со премиер лигашот. Стив Макларен се надева дека новото засилување на неговата екипа ќе донесе потребен квалитет во борбата за опстанок во премиер лигата. Инаку Свонси го доведе англискиот интернационалец пред 3 години од Ливерпул за 8 милиони евра, а последниот меч го одигра во FA Купот против Оксфорд, а на крајот на тој дуел навивачите на Свонси го извирка незадоволни од тоа што разбрале дека го напушта тимот. Демар Дерозан би можел да биде наследникот на Коби Брајант во Лос Анџелес Лейкерси. Како пренесуваат американските медиуми, Лейкерски се подготвени на одличниот бек да му понудат годишна плата од 25 милиони долари. Поради тоа, Дерозан најверојатно во летниот период ќе искористи опцијата од договорот со Торонто, со што ќе стане слободен кошаркар. Тој во оваа сезона игра во голема форма, каде има просек од 22 поени по напревар, што му е најдобар скор во 7-годишната професионална кариера во НБА лигата. Времето во Македонија променливо облачно, во југозападните и североисточните делови слаби врнежи од дожд, на повисоките места од дожд и снег, а на планините од снег. Тоа беше се што подготвивме, почитувани гледачи. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер.